Најчесто повторуваната приказна за традицијата Black Friday е поврзана со Денот на благодарноста во Соединетите Американски држави и со трговците на мало. Како што кажува приказната, по целата година на работење со загуба продавници наводно ќе заработај профит на денот по Денот на благодарноста, бидејќи купувачите имаат пари да купуваат само постпразнично и на намалена цена. И покрај тоа што е точно дека трговските друштва забележаа рекордни загуби и профит на црно при вршење на сметководството, оваа верзија на потеклото на Black Friday е официјално санкционирана. Ако го има намаление у продавниците до 60-70%, меѓутоа това кај нас не важи. Прво ги дигнат цените, после намалаат. Па добро, секој случај тоа е добро. Веројатно ќе има ниски цени и луѓето ќе можат да се обезбедат да си купат работи поевтини така. Првата употреба на терминот црн петок била применета не за предпразничен шопинг, туку за финансиска криза, поточно падот на американскиот златен пазар на 24 септември 1869 година. Двајца осогласени безмилосни финансиери од Wall Street, Джей Гулд и Џим Фиск, работеа заедно за да купат колку што можеа од златото на нацијата, надевајќи се дека ќе ја зголемат цената и ќе ја продадат за неверојатен профит. Во тој петок во септември заговорот конечно се распадна, испраќајќи ја берзата во слободен пропаст и банкротирајќи ги сите од бароните на Wall Street до земјоделците.